Почитувани граѓани, почитувани новинари. Македонија го доби своето заслужено место во НАТО, седна на иста маса со државите од развиениот демократски свет во најмоќниот безбедносен сојуз. Горди сме и радосни. Обезбедивме сигурна, стабилна и светла иднина за сите наши сограѓани, за нашата Македонија. Создадовме шанса за идните генерации да живеат подобро. Во името на пратеничката група на СРСМ и коалицијата, им честитам на сите наши граѓани за овој историски успех. Нека ни е со среќа. Воедно сакам да им се заблагодарам на сите колеги од овој парламентарен состав, кои што дадоа свој придонес, особено во клучните моменти на реализацијата на реформскиот процес, во имплементацијата на договорот од Преспа. Заедно запишавме историја, но уште повеќе создадовме иднина. Успехот на Македонија е успех на сите нејзини граѓани, на владата предводена од СРСМ, на напорот и на други претходни влади, но и на ова собрание. Почитувани граѓани, времето на заробена држава, изолација, уназадување, неизвестност, го оставаме зад нас во минатото. Завртевме нова страница, светла страница на еднината, на напредокот и на развојот. Освен безбедност, членството во НАТО обезбедува и сериозни економски придобивки за граѓаните, раст на инвестициите, зголемена конкурентност на македонското стопанство, забрзан економски раст и повеќе пари кај граѓаните. Имаме уште многу работа. Подпишувањето на протоколот е дополнителен мотив. Секој од нас да работи уште попосветено во остварување на националните државните интереси, поставени уште од денот на нашата независност. Им најавувам на сите функционери на владата на Република Македонија, на целата администрација. Ова собрание будно ќе ве следи, ќе ве мотивира и ќе ве контролира во процесот на исполнување на обврските кон НАТО. Ајде секој од нас да даде свој придонес, заедно без разлика на политичката определба и придонес, да го забрзаме процесот на реформи. Како парламентарно мнозинство, СРСМ останува посветено на реформите за евроинтеграциите, во градењето на модерна држава со силна економија, повеќе пари и повисок животен стандард за сите граѓани.